тренинг центарот на фудбалскиот клуб Барселона ќе тренира македонски фудбалер кој што има речиси 9 години, на 18 јануари 2025 ќе полни 9 години. Во тренинг центарот Жоан Гампер на фудбалскиот клуб Барселона денеска стартуваат тренинзите од 17 часот. Во 12 Даријан има состанок со координаторот од Хрватска, околу 15 часот се упатуваме кон тренинг центарот каде тренираат надежите од Ла Масија. Тренираат таму затоа што Камп Ноу и терените на Ла Масија се реновираат во моментов, напролет ќе бидат вратени во употреба. Даријан беше скаутиран од 4 тренери и еден координатор на Барселона, на Барса Академи во Загреб во јуни 2024. Тој е втор македонец кој тренира со Барселона, но прв кој е избран на официјален камп на Барселона на балканско тло. Камп на кој учествува, мора да напоменеме, деца од сите страни на светот, па беше избран од околу 200 дечиња кои што играат таму фудбал, а може само да предпоставиме каква била предходната селекција пред да дојдат овие дечиња во Загреб. Даријан беше избран за MVP или за најкорисен фудбалер таму на тој турнир и што му дава дополнителна тежина фудбалска на овој случај, иако е на 8 годишна возраст или 9 е рано да се зборува за фудбал, сепак си има секоја индивидуална награда си има своја тежина. Македонската телевизија со Даријан Галевски ние подготвуваме репортажна емисија, налик документарна емисија или во наводници филм, како што сакаме ние да се ги нарекуваме овие емисии, затоа што навистина е филм да се биде тука со Даријан во Барселона. Од оваа причина ќе известуваме деновиве со видео материјали кои што ги снимивме изминатите 2 дена. Ѓорги Деспотовски е тука зад лаптопот, не можете да го видите, меѓутоа Ви Мафта ве поздравува. Снимаше интензивно, не застана со неговиот апарат, има многу бјути шотс, така што ќе видиме многу убава слика и фотографија од тука. Ќе снимаме и во наредните денови додека сме тука. Тоа ќе биде само најава за она што ќе се случува понатаму на нашата програма. Утрово нема инсерти за жало технички причини, но од утре ќе можат нашите гледачи и преку слика да видат за што зборуваме. Освен овој спортски аспект, ќе се обидеме да подготвиме и прилози за културата во Барселона, за хигиената, за составот на населението, за сообраќајните решенија на еден од најпосетуваните градови во светот, за комерцијалниот момент, за туризмот, за светлината на градот, за кој домицилните жители и население кои што потекнува од тука сакаат да кажат дека ова е космополитски град, и да, навистина е. Мене не ми е прв пат тука, меѓутоа со секое доаѓање се уверувам се повеќе и повеќе во тоа. Космополитизмот вели човек треба да гради хумани општочовечки односи без разлика на националните, верските и државните граници и разлики. Така и ние го градиме овој телевизиски проект. Гордост и чест е да се види како сите кои не запознаваат на патот го охрабруваат малиот 8 годишен Даријан Галевски, му посакуваат прво да ужива во фудбалот со оглед на неговата возраст, а потоа и да покаже што знае фудбалски и дај Боже да се развие во вистински фудбалер во сениорските години. Многу е рано да се зборува за фудбалски успех на Даријан Галевски, тој има само 8 години, но најчесто големите таленти се препознаваат токму на оваа возраст, а посветеноста негово и неговото фудбалско знаење се вон сериски, тоа го доживеав овие неколку денови. Детето едноставно знае се за фудбалот што е актуелно во моментов, за фудбалската игра за него нема тајни, а тоа и го покажува на теренот, а згоре на тоа посветеноста и пожртвуваноста на неговите родители се исто така вон сериски. Се тоа нека биде инспирација за сите мали дечиња да видат и да знаат дека може едно младо македонче да биде дел од звезденото небо. Толку во овие минута, 2-3, колку што искористивме за да ги испукаме. Да ги испукаме овие фудбалски, спортски и предсечовечки емоции, нели? Од Барселона за македонската телевизија се јави Бранко Чупевски, а со мене со нас во екипата е Ѓорги Деспотовски. Уште едно кусо прашање. Шпанците многу често знаат да кажат смачано ни е веќе од туристи. Има ли крај на оваа туристичка сезона, бидејќи кај нив се чини туристичка сезона е 365 дена. Има ли посетеност во моментов? 366 во секоја престапна година. Да, ова е престапна, апсолутно, да. Има туристи колку сакате. Вчера бевме на надпреварот меѓу Барселона и Севилја, 5-1 заврши, 5-1 заврши тој меч. Само да видите како е 45.000 луѓе река од Монжуик, затоа што Nou Camp се реновира, да се слее во метрото низ улиците на Плаца Еспања, на плоштадот што е во близина на олимпискиот рид Монжуик. Тоа е едноставно, да има луѓе од сите бои, раси, од сите страни на светот, тоа е едноставно неверојатно и не може да се види на многу други места. Ќе зборуваме за тоа, ќе видиме, ќе известуваме во текот на овие денови и повраќањето во Македонија. Благодариме за овие неколку минути блиц најава за посетата на Барселона. Посакуваме убав помин, а споменати ќе имаме многу теми на кои во детали ќе разговараме во деновите кои што следуваат. Благодариме, Бранко. Колегата Бранко Чупевски беше овде од Барселона. Да.